Засилени контроли на возила поради аерозагадување. Силјановска давкова во посета на Јагелонскиот универзитет. Зеленски и Макрон разговараа за безбедносната соработка. Google Maps го преименува Мексиканскиот залив. Рутината пред спиење може да биде клучна за добар сонот. DJ Ахмед го освои Санденс, новиот македонски филм согласно пофален. Министерството за животна средина и Министерството за внатрешни работи најавија засилени контроли на возилата со цел намалување на аерозагадувањето. Акцијата вклучува проверки на издувните гасови и техничката исправност на возилата, особено во поголемите градови каде што загадувањето е наизразено. Надлежните најавуваат дека ќе бидат санкционирани сите возила кои ги надминуваат дозволените граници на загадување. Казните ќе бидат според постојните регулативи, а ќе има и можност за отстранување на несоодветни возила од сообраќајот. Граѓаните се повикуваат да ја одржуваат техничката исправност на своите автомобили и да користат алтернативни видови на транспорт. Истовремено, ќе се работи и на зајакнување на јавниот превоз како мерка за намалување на сообраќајниот метеж и загадувањето. Министерствата ќе продолжат со контролите во текот на зимските месеци, кога аерозагадувањето е наизразено. Тие апелираат до сите учесници во сообраќајот да бидат одговорни и да придонесат кон почист воздух. Председателката Гордана Силјановска-Давкова го посети Јагелонскиот универзитет во Краков, еден од најстарите во Европа. За време на посетата, таа оствари средби со представници на академската заедница и дискутираше за образовните реформи и можностите за унапредување на билатералната соработка. Разговорите беа фокусирани на можностите за размена на студенти и професори меѓу Македонија и Полска. Исто така, се разговараше за иницијативи кои би можеле да придонесат за подобрување на наставните програми и истражувачките проекти. Силјановска-Давкова ја истакна важноста на академската соработка во зајакнувањето на дипломатските односи. Таа посочи дека унапредувањето на образованието е клучно за развојот на општеството и дека македонските универзитети можат многу да научат од европските искуства. Јагелонскиот универзитет изрази подготвеност за продлабочување на соработката, а во иднина се очекуваат конкретни иницијативи за академска размена и заеднички истражувачки програми. Украинскиот председател Володимир Зеленски оствари телефонски разговор со францускиот председател Емануел Макрон, при што главна тема беше безбедносната соработка меѓу двете земји. Зеленски изрази благодарност за континуираната поддршка на Франција, особено во воената и хуманитарната сфера. Макрон потврди дека Франција ќе продолжи да ја помага на Украина со воена опрема, финансиска поддршка и иницијативи за зајакнување на одбранбените капацитети. Тој нагласи дека Европа мора да остане обединета во поддршката за Украина против руската агресија. Двајцата лидери разговараа и за можностите за дополнителни санкции кон Русија, како и за вклучување на Украина во европските безбедносни структури. Зеленски потенцираше дека Украина останува посветена на реформите и на својата евроатлантска иднина. Разговорот доаѓа во клучен момент кога Украина се соочува со нови предизвици на фронтот. Францускиот председател увери дека ќе продолжи дипломатските напори за зајакнување на меѓународната поддршка за Киев. Корисниците на Google Maps забележаа дека платформата го промени името на Мексиканскиот залив во Американски залив, што предизвика бурни реакции. Оваа промена наидува на остри критики, особено во Мексико, каде што официјални лица ја сметаат за неприфатлива. Од Google засега нема официјална изјава за причините за оваа измена. Сепак, аналитичари сметаат дека можеби се работи за грешка или тестирање на нови ознаки на картите. Според меѓународните стандарди, името Мексикански залив е официјално признато и користено во сите географски и научни мапи. Мексиканските власти веќе побараа објаснување и корекција од Google, нагласувајќи дека секоја промена на географските имиња без научна или историска основа е неприфатлива. Оваа ситуација дополнително ја заострува чувствителноста во односите меѓу САД и Мексико. Очекувањата се дека Google ќе реагира на реакциите и ќе го врати оригиналното име на заливот. Слични контроверзии во минатото често завршувале со повлекување на измените и извинување од компанијата. Вистина е дека науката потврдила дека имањето рутина пред спиење може да игра клучна улога во подобрувањето на квалитетот на сонот. Вистина е дека оние кои имаат редовни навики пред да одат на спиење, како што се читање на книга, медитација или лесни вежби за релаксација, имаат поголеми шанси за мирен и длабок сон.
Вистина е дека истражувањата покажуваат дека рутината пред спиење помага во стабилизирање на биолошкиот ритам, што доведува до полесно заспивање и поефективен одмор. Вистина е дека оваа навика може да помогне во намалувањето на стресот и вознемиреноста, што често се сметаат за главни фактори на нарушениот сон. Вистина е дека многумина ги игнорираат овие совети, но тие можат да бидат многу корисни за оние кои се соочуваат со проблеми со спиењето. Вистина е дека создавањето тивка и релаксирачка атмосфера пред спиење може да овозможи природно и непречено впуштање во сон. Вистина е дека внесувањето на помалку кофеин и електронски уреди пред спиење може да помогне во подобрувањето на квалитетот на сонот. Вистина е дека светлината од екрани може да го наруши производството на мелатонин, хормонот што го регулира сонот. Вистина е дека редовното следење на рутина пред спиење може да ја подобри и општата здравствена состојба, бидејќи квалитетниот сон ја зголемува енергијата, фокусот и продуктивноста во текот на денот. Вистина е дека добриот сон е неопходен за целокупната благосостојба, од витално значење за менталното и физичкото здравје. Новиот македонски филм DJ Ахмет на режисерот Ѓорги Унковски ја освои публиката на престижниот филмски фестивал Санденс. Проекцијата предизвика позитивни реакции, а критичарите го истакнаа свежиот пристап, динамичната нарација и одличната актерска игра. Филмот раскажува уникатна приказна за младиот Ахмет, кој се бори да се пробие како диџеј додека се соочува со предизвиците на своето опкружување. Неговото патување, исполнето со музика, емоции и животни одлуки, допре до срцата на гледачите. Публиката на Санденс го награди филмот со бурен аплауз, а многумина веќе го сметаат за едно од најинтересните остварувања од регионот. Според првичните реакции, DJ Ахмет има потенцијал да освои награди и на други меѓународни фестивали. Овој успех е голем чекор за македонската кинематографија, докажувајќи дека квалитетните домашни продукции можат да привлечат внимание на светската сцена. Засилени контроли на возила поради аерозагадување. Силјановска давкова во посета на Јагелонскиот универзитет. Зеленски и Макрон разговараа за безбедносната соработка. Google Maps го преименува Мексиканскиот залив. Рутината пред спиење може да биде клучна за добар сонот. DJ Ахмет го освои Санденс, новиот македонски филм согласно пофален.